Дојди во Тетово. Ова е песна на групата Менада, која била голем хит во периодот кога бендот бил активен уште пред многу години. Овој пат тетовци ќе имаат можност да ја слушнат повторно, но испеано од страна на Глигорije Стојановски и Игор Бачовски. Идејата за препев на песната потекнува уште од одамна, а изминативе 2 недели напорно се работи на нејзино реализирање. Оваа стара песна, Гиге и Бачо се одлучиле повторно да им ја доближат на тетовци, особено бидејќи е создадена од, како што вели Бачо, тетовските индекси. Намерно се определивме да снимамо песма која била хит на времето у Тетово. Тоа е хит на стара на тетовска група, која повозрастните гледачи на телевизија утра ќе се сетат на групата Менада. Јас си ги викам тетовските индекси, пошто стварно биле многу популарни на времето. И со луѓето кои се од групата Менада ни дозволија да ја преработаме песмата Дојди ти во Тетово и морам да признам дека песма е фантастична. Со Милан се договоривме многу да не чачкаме во аранжманот на песмата, пошто самата песма е етно шлагер, верували не, значи тоа е еден многу интересен спој на етно со шлагер, има фантастичен текст, мислам дека текстот е на Јован Дамјановски, така да песма е феноменална и мислим дека публикава и у Македонија, а и надвор од Македонија има да ужива во оваа песма. Уште од првото слушање, песната кај Гиге побудила голем интерес, дополнително влијаел и самиот наслов. Стварно е гриото што песната останала у некоја фиока до дан денеска и ние се решивме на еден, можем да речем, на еден храбар потек, пошто вокал у песната е една легенда за Македонија и уопшто за бившите југословенски простори. Басара га пое песната, јас се решив да га донесем песната на свој начин, помогнат и од Бачо и од Милан Коса. И чим мене ми се бендиса песната на прво слушање, верувам дека чим се бендиса и на слушателиве. Иако се работи за постара песна, сепак препевот има помодерен пристап, особено од технички аспект. Задолжен за снимањето на песната е тетовскиот музичар Милан Миланов Коса. Во тоа време се работело со многу подруга опрема, денеска малку се работи со подруги средства. Значи, замислата е многу добра, да се оживи, што би се рекло една песна од нашите легенди Менада. И голема чест ми е што имам таква можност да соработувам со Гиги и Бачо, кои што супер ја испеја песната, ми помогнаа многу за да го делувам тој момент што ви реков, малку постаренски момент. Немавме некоја претежно тешка работа, значи тоа песната е аранжманот е многу сличен. Звукот е малку да не речем, малку помодерен, затоа што ви кажав, не може да биде истиот звук како што бил тогаш, користеле други, не знам, пачалак, други гитари, други технички моменти. Се надевам дека на крај ќе испадне секако што треба и дека ќе ви се допадне. Гиге и Бачо се прилика како мене, карактерно, така темпераментни и нема досада кога работаме тука заедно. Момците од Чешит шоу велат дека се крчка и музички албум, во кој ќе бидат сместени и препеви од стари, но и нови авторски песни. Има уште доста песме што порано тетовски групи ги свирели, кои за своја несреќа не били издадени нити на винил, нити на плоча, нити на касета, нити на CD. Доста квалитетни песме. Мене ми е живо барено 6-7 песме од кои стварно вреда да се пресними, да се преработи, да ги преработаме. Тука нормално ќе има и авторски песме, нешто мој, нешто од Гиге, нешто од Милан и сето тоа да испадне некој што викамо ние тетовски документ баш за музика, а целта ни е да не биде барем што се однесува стилски да биде исти. Значи да биде само етно или само да биде поп или само да биде рок, него да биде офатено се во тој тетовски документ на тие песми. Значи да има и фолк, и поп, и рок, и од се по нешто. Она што тие сакаат да им го пружат на слушателите е вистинско уживање, бидејќи како што вели Гиге, песната е лек за душата. Песната е лек за душата, што вика ако луѓето сака да слуша музика и се надевам дека ова што ќе чуат нас ќе им се бендиса и ќе ги расположи на крајот на крештата. Комбинација од спомени, убава музика и забава е она што Гиге и Бачо сакаат да им го понудат на тетовци. Најавија дека соработката со Коса ќе продолжи и понатаму. На заминување од студиото, тројцата не испратија со песна.
Ogrejala mesečina, orosila dalečina.